Ни со вас, ни со колегата Здравков. Ке ве замолам само, бидејќи и јас и вие сме сведоци на голем број на јавни расправи тука во Собранието. И ако некои нешта не биле доуредени, не уредени, доуредени со деловникот, и самите сте сведоци, дали тоа председателот на Собранието, дали председател на одредено работно дело, се повикува на парламентарна пракса. Жалам што релативизирате за една ваква огромна работа во нашето општество. 100 пати сум го кажала тоа и ние како опозиција кажуваме дека самата концепција, поентата на самата концепција е укинување на историјата, то сите го знаеме, дел од вас се прават дека не го знаат или дека не е така. Јас само сакам да замолам да не релативизираме. Ако нешто не е доработено, има парламентарна пракса. Затоа потенцира. После секоја јавна расправа се носат заклучоци. Од тие заклучоци или произлегуваат одредени законски решенија, или пак одредени програми, концепти, насоки за било кој дел во општеството. Ние како законодавен дом имаме таква обврска. Имаме таква обврска, ама не ја направивме за жал. Кажав, нашите заклучоци, вие не ги ни слушнавте. Зошто не ги слушнете нашите заклучоци? Заклучоците кои произлегоа од самата јавна расправа. Концепцијата е веќе донесена. Тоа на сите ни е јасно. Но не смееме како законодавен дом до тој степен да и се понижиме на извршната власт, за да не кажеме дали тоа ќе го испочитува или нема да го испочитува, останува на неа. А ќе цени јавноста, нормално. И секоја политика се знае како завршува. Но сакам да се задржам на нашиот дел, на нашава работа. Добро тргнавме во процедурата, се усогласивме, фала Богу најдовме начин, иако ние бевме, сакавме јавната расправа да се одржи малку подоцна, за да има време да се повикаат што е можно повеќе институции. Знаете и самите дека направивте јавна расправа за, не знам, за 3-4 дена, но како и да е, добро, направивме јавна расправа. И беше исклучително квалитетна. Самата јавна расправа беше исклучително квалитетна. Имавме ние како пратеници што да слушнеме, така? И да слушнат и министерката, и премиерот, и сите. Сега, нашиот финален производ од тоа, немојте да релативизирате, ве молам, записник е една работа и стенограми, одговорењата на учесниците, а заклучоци се сосема друга работа. Еве, започнува процесот Жан Моне, на нашите учесници можеме и ова да им го кажеме, дека ако мора да биде се опишано до деталј, а имаме 30 годишна пракса во ова собрание, дека мора да има заклучок во јавна расправа, ако сакаме да сме сериозен законодавен дом, особено за едни вакви суштествени општествени прашања, тогаш во ред ќе им пренесеме на нашите представници и овој дел од деловникот да се доуреди, да се допрецизира. Ама пак ќе повторам и тука ќе завршам, не сакам да се разводнува ова дискусија, зашто јасна е насоката која е. И председател на собрание, било кој, говорам за сите овие години наназад, колку што и јас и вие сме тука, или пак председател на работно тело, се повикува ако нештото не е допрецизирано, не велам прецизирано, допрецизирано во деловникот, се повикува на парламентарна пракса. Почитувани колеги, таква парламентарна пракса постои со еден куп јавни расправи. И од многу ајде да кажам, помало значење во однос на
концепцијата или во однос на состојбите за кои што говоревме на самата јавна расправа. Како и да е, очигледно е дека не можеме да се усогласиме. Не може вие следна седница, па ќе го гледаме записникот, па ние како ќе наоѓаме маани ние на записникот, на тоа што го кажувале? Тоа што мислеле, тоа си го кажувале представниците. Ние тоа што они го кажувале, треба да усогласиме заклучоци. Нема ние што да реплицираме или да толкуваме што говореле репрезентантите од било која институција. Тоа е деловнички записник и стенограми. Не гледам што ние тука дополнително би направиле по однос на тоа дали да го прифатиме записникот или нема да го прифатиме. До сега, барем тука, сме биле сите за. Кога гласаме записник од претходната седница, како има стручни служби тука во собранието кои што секој збор го пишуваат. И што ние ќе гласаме против? Никогаш не сме гласале против, сите сме биле за. И сега вие како председателка ни кажувате дека кога ќе дојде записник усвојување, ние тогаш можеме, ве молам. Што? Зошто некој така говорел? Некој од представниците зошто така говорел? Не, од се она што беше кажано, доколку можеме да извадиме заклучоци. И јас и тогаш ви кажав, ние заклучоци, ако не вечерта, бидејќи доцна заврши јавната расправа, ние заклучоци требаше утредента да донесеме. И со тоа нашата работа тука како собрание ќе беше завршена. Ние немаме тука повеќе законски надлежности да делуваме. Тука се согласувам со вас. Не можеме да делуваме. Што имаше да кажеме, кажавме. Што имаа да кажат представниците, кажа. Да ги донесевме заклучоците, веднаш требаше да ги испратиме, сега веќе и доцна. Сега веќе е доцна. Не можеме да дискутираме по записникот. И да дискутираме, што? Не можеме да цениме кој што кажа и како кажа. Негово лично право. Во храмот на демократијата сме. И они, и нашите гости кои што беа присутни. Значи, председателке, тука ќе завршам. Не се согласувам со вас во вториот дел на искажаното и сметам дека заклучоците требаше уште од порано да бидат веќе донесени од нашата комисија. Благодарам. И благодарам. Бисер Ракостој.